Здраво и добре дојде во епизода 34, Wellcast with Јосиф, поддржано од Домови за стари лица Феникс. Денешната епизода ќе биде гостин господинот Бојан Диков, мој драг пријател, познаник и тренер кој што долги години го познавам, ја следам неговата работа и со кој што ќе се направиме одличен муабет и разговор не само за вежбање, туку ќе зборуваме и генерално за секој од вас кој што може би има цел да живее, се движи, да вежба, да спортува без болки. Ќе зборуваме за нивниот концепт ATG, ќе зборуваме за тоа што он еве низ овие години и формално и неформално образование и работа со луѓе го увидел, го дознал, го применува, го тестирал на своја кожа, видел и многу примери, ќе зборуваме за инспиративни приказни кои што ги се резултат на неговата работа и на неговиот тим. Така да уживај во ова некаде час време во денешната епизода. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Facebook, YouTube, Instagram. Нема платформа на која што не можеш да ја следиш и биди интерактивен, дај ни коментар, прашај, може би нешто што тебе те интересира и секако поврзи се со Бојан, затоа што таму е местото на кој што ќе можеш да добиваш дополнителни информации и инспирација. Открите ја топлината и грижата во дневниот центар на Феникс Домовите за стари лица. Придружете се на целосно бесплатен еднонеделен пробен период, каде што вашите најблиски ќе можат да уживаат во активности, грижа и енергична заедница секој работен ден. Од прва рака искусете ја радоста и удобноста што ги обезбедува овој тим од професионалци. Кликнете на линкот за да се регистрирате или јавете се уште денес за да ја почувствувате разликата што ја прават. Бојан, добар ден и добре дојде во Wellcast подкастов. Фала ти што ја прифати поканата, беше доста тоа брзо реализирано. Сакаш ли, сакам, можеш ли, не можам, ама чекај, можам. Да, добро ме најдов. Пред се фала ти на поканата. Веќе беше брзо зашто веќе одамна и ја имав како идеја знаеш кај Јосиф на подкаст и така натаму и кога ми пиша не требаше да размислувам да пишам само така да многу ми е драго што сум тука и што ќе си поразговараме и ќе споделиме податоци кои што се надевам ќе помогнат на што повеќе луѓе. Супер. Боки, традиционално секој гостин си зема време за чисто да заедницава и публиката те запознае. Иако верувам дека голем дел веќе те знаат, пошто горе-доле сепак публиката што го следи подкастов е свесна за здрав активен начин на живот и сигурно си допрел веќе до нив, но сепак ти дадам, ќе ти дадам време, земи си колку ти треба, кажи ни кој е Бојан, што правил у животот, како дошол до тука, зошто го прави, што можеш да им помогнеш на луѓето и кај да те најдат. Јасно, вака, ќе почнеме како што ме представи, јас сум Бојан Диков. Сум дипломиран професор по физичко и здравствено образование. Генерално цел мој живот се бавам со спорт и од секогаш тоа ме исполнувало и сум се пронаоѓал. Наставно таков карактер сум бил енергичен, активен и не сум можел без спорт. Така да со тоа низ целиот живот си имам бавено со повеќе спортови. Од пливање до кошарка, до ракомет, фудбал, имам пробано секако сите тие спортови, но највеќе си имам задржано на боречките вештини, кои што ги имам тренирано 5 години. Тука веќе почнав и заедно со нив да се запознавам и со фитнесот, како гранка на вежбање. И сами заедно со самите боречки вештини си доаѓа, мора телото да ти е спремно за самиот спорт, да е цврсто, да е јако, бидејќи тоа е сепак за секој спорт, поготово за боречките вештини, тоа е мастка, да кажам, значи е морално да се вежба. Така почнав да вежбам фитнес од моја 14-15 година. Денес имам 29, значи тоа се некои 15 години. И многу брзо, после 2-3 години од вежбање и боречки вештини и фитнес, станав и тренер
пред се по боречки вештини, а почнав и да работам во теретана како во бодибилдинг и фитнес теретана. Во Гладиатор беше таа првата Пелагонија кај почнав. Така да од тука веќе почнав да се гледам себе си како тренер, како инструктор пред се во боречки вештини, по фитнес, веќе почна да ме влече тоа и тука имав нели тие се годините 18-19 години кај што треба факултет, па те влечат не намаму, не натаму, па што е нели Кај има пари. Кај има пари, да, и тука малце една година да речам Луташе. Лутав, Со погрешен кај што- избор. Ја не лутав, него моментот беше ја одлучив кога седнав со твоите прешмовет и ја викам сакам да студирам физичка култура. Што ќе правиш со физичка култура? Тоа беше првиот муавет. Ја викам луѓе, бе, тоа ме влече. И они беа као, бе, не, дај види нешто друго и добро, ајде. Кидам тогаш нешто за исхрана, за биологија и запишав факултет што беше тотално промашен и после наредната година се вратив на факултетот и моите после тоа беа пресрекни прегорди кога видеа дека го терам, дека го сакам, дека успевам во тоа, значи ја работев и додека студирав, значи јас работев веќе од втора година до четврта, втора, трета, четврта работев како тренер во мој тренер фитнес студиото кај Даниел Трбогазов, поздрав и до него. Така да веќе имав навлезено и искуство и све заедно додека го студирав факултетот, така да не ми беше никаков проблем. Сега боречките вештини тоаш морав да ги прекинам, баш од таа причина што ја спомна повредата која што ме спречи да продолжам со боречки вештини, но па ми е драго што ме однесе на еден пат кој што денеска ми помага јас да спречувам луѓе да се откажуваат од нивните физички активности и спортови поради болки и повреди, што е многу ми е драго што ете сум на тој пат. Така да во кратки црти тоа сум јас, денеска тоа го работам. Сум ATG тренер веќе 5 година, тоа го правам. Што значи ATG? Тоа е кратенка Athletic Truth Group на англиски, односно група за атлетска вистина ако преведеме на македонски. Тоа е систем кој што е направен од човек кој што е американец, кој што исто така бил на рап да се откаже од спортот кошарка во овој случај, што го тренирал поради операции, болки во колената и така натаму, и потоа и во други области на тоа, главно биле колената, кој што почнува да истражува, да прави систем кој што него ќе го врати назад, ќе му го врати телото во нормална функција за онда може да продолжи да игра кошарка. И така настанува системот, така и он почнува да го применува со други, добива огромен замав. На еден начин ја викам прави револуција во фитнес индустријава, затоа што е малце поразличен пристапот и фокусот до претходно сите други системи. Генерално горе-доле некои истите принципи ги користи нели на силов тренинг и така натаму, но различен е фокусот и пристапот. И оттаму доаѓа самиот ATG систем на вежбање. Среќа го имаме туку во Македонија по директна линија, бидејќи јас се запознав со негов другар, па он ме поврза со него и така натаму. Моментално речам, ние сме најразвиен у Европа, а можеби у светот во Македонија за ATG. После Бен. Да, после Америка ние сме втора држава кај што да речам има највеќе и сала имаме прва во светот, единствена и тренери и толку членови така натаму. Така да генерално во кратки црти се вежба сила и флексибилност заедно за целото тело која што ни овозможува да се бавиме со било која физичка активност, спорт или друг начин на вежбање и така натаму. Јасно. Бојан, како филозофија, еве горе-доле објасни, ама ајде ќе поднавлеземе уште малку. На повеќето од луѓе, како што кажа, особено ако нели во зборуваме дека во Македонија е единственото можеби место во Европа кај што се уште, мислам кај што е до овој степен развиен ATG, али само зборуваме за централизиран развој, нели Скопје, генерално во другите градови се уште нема специализирана сала или ATG тренер кај што можеш да бараш услуги, да одиш на тренинг и слично, но луѓето сме запознати со, не знам дали терминот е традиционални начини на вежбање, можеби по стари се,
и мињата за тие начини на вежбање, не знам, фитнес, така и бодибилдинг, кросфит и функционални тренинзи, нели, се веќе Прилично колку ново, да. да, ама пак се Десетина години па и има, да. 15 може веќе да се присутни, сепак не се толку нови, али што еве, знаеш, дали и ATG човек треба да го фати ентузијазам и да каже дека ова е уствари најдобриот начин на вежбање, кој што често луѓе прават промени со диетите, нели оваа е добра, не уствари чекај се оваа е добра, под старата не чинеше, или знаеш, или треба да го разбере како само еволуција на начинот на вежбање, на пристапот. И знаеш, која е разликата на функционален тренинг со ATG? Знаеш, ATG не е нефункционален тренинг. Каде еве, ја лично немам еве пробано, се уште немам вежбано, ама што е филозофијата и разликата помеѓу да ги кажеме еве традиционалните и веќе познати и ATG системот? Јасно, значи прво И дали правам грешка ако не вежбам ATG? Па не правиш грешка, ќе стигнеме до тоа, но би сакав прво да се надовршам на пречниот муабет. Имаме тренер моментално и во Охрид. Таму има луѓе што вежбаат, нема сала, нема нигде моментално сала во светот ATG како нашата. Ама доволно реквизити за да се. Ама во Охрид има, така да би го напоменал како тој град, така да се шириме полека. Планот и да одиме и нака Европа. И јас сум задолжен за тој проект, така да работиме на тој проект. Браво. Така да, фала и тоа е. Сега да ќе пробам да го објаснам ова најубаво, затоа што управо си луѓето најчесто ги мешаат, например на почеток кога почнав да држам ATG тренинзи, доаѓа и ми вика ова кросфит е. Вика и сега требаше, знаеш, го имав тој предизвик да објаснам или со очекување дека нели е функционален, па сега ќе бутка санки, ќе навратило ќе се троши. Така да, пред се, значи, различен му е фокусот, бидејќи физичкиот изглед се става на второ место. Зошто на второ место? Не дека е помалце битен, него првата причина која што ги спречува луѓето да вежбаат е дисбалансот во телото. Кој што, неќам тој збор малце, значи, болки и повреди, али тоа е реалноста, која што создава болки и повреди. Што значи тоа? Каков дисбаланс? Да го земеме седењето, така. Ќе зачнеме понатаму за ситингитис. Таа тема, ситингитис, модерната болест. 8 сати на ден е неприродно за човековото тело да седи. Секој ден да го прави тоа. Така. И тоа ако го прави некој човек 5-10 години, а сите го правиме. Значи децата идат у школа од прво одделение до 9 години. 4 години средно, 13 години. Уште 4 години факултет, 17 години. И до крај на животот работа. И седечка работа и на 30 години телото веќе е во не баш толку добра состојба како што треба да биде. А доколку би растел он на фарма или порано како што растеле луѓето кои што имале физички морало да работат за да преживуваат. Така да ќе го земеме седењето, прави дисбаланс во телото, така. Че ние мораме да сега да направиме нешто обратно од тоа што сме го правеле. Да речеме, бидејќи како што поминува времето, телото си се адаптира на тоа седење и доаѓа до неприродна позиција кај што почнува да се јавува едноставно ќе почнат колкови, кичма, колена, зглобови, циркулација нема до така натаму. Значи мораме на еден начин реверс да направиме тоа. Тоа е кај генералната популација. Да земеме кај спортисти, така. Тренираш фудбал. Ти или мислам фудбалерот илјадници пати шутира повеќе со една нога за разлика од друга. Така, значи тоа е не спортот е пак на еден начин измислено движење, така. Трчањето е природно движење, но шут на топка е измислено движење, така го измислиле луѓето за да се забавуваат и тоа е сосема во ред. Океј да се прави. Но кога го правиш повеќе пати, многу пати, 10 години, по 1000 пати шутираш поише на една нога, ти едната страна ја вежбаш различни делови мускули од другата страна и тука настанува до дисбаланс, кој што понатаму не значи дека ќе се случи, ама зголемува ризик да се случат тие болки повреди. Сега, ATG е од таму дојден да се или некои позиции, например, кај што се вежбаат различни, например,
ако правам само получучневи, не чучнам до доле, се дисбалансира таа позиција од долната со горната позиција. Сваѓаш? Значи може да биде различни работи. ATG се фокусира да го врати тој баланс во телото. Пред се, за да телото си ја врати нормалната функција, нормалната способност, за потоа да може да продолжи да биде активно и со тоа ќе си дојде физичкиот изглед. За тоа е второстепено. Затоа што не значи дека ако имам мускули дека сум здрав. Така. Кое што, да речеме, нема ништо против тоа. Значи, ATG нема, што викаш, не постои најдобар начин за вежбање, него постои најдобрата алатка у моментот што можеш да искористиш. ATG е систем на алатки кои што ги користиме за одредени проблеми да решиме. Не знам, некој има проблем со грбот, јас нема да му давам вежба за бицепс, така, ќе го работи грбот. После ако сака вежба за бицепс, имаме вежба и за бицепс. Ако некој има проблем со колената, му даваме вежби за колена. После тоа ако сака да направи стомачни или да му се гледаат абдоминалните мускули, окей, ќе му даеме исхрана и програма за тоа. Така да, генерално, еден тренер треба да ги има сите алатки, да ги познава, да не биде само, јас, ова и тоа е најбољи и не постои друго. Треба да ги познава сите алатки, за да знае во дадена ситуација што да искористи. ATG, значи како систем, се базира врз тоа и никогаш не викаме дека тоа е најдобриот начин на вежбање, но помага многу доколку вежбаш други работи, зашто пак ќе се навратам. Седиш ти цел ден во столче, така. И треба додам сега на кросфит да дигнам тек над глава. Веќе имам така рамењата, не ми се спремни грбот да го поднеса тоа движење. Сега ние во ATG работиме вежби за да се врати телото во нормална функција, да можеш ти после да идеш на кросфит и да вежбаш или бенч или што и да сакаш да идеш да фрлеш топки и така натаму. Така да генерално тоа е разликата, бидејќи бодибилдингот да го земеме е искочен од спорт, кај што луѓето вежбале за што поголеми подефинирани мускули, за да искочат на бина и да се надпреваруваат кој има поголеми и подефинирани мускули. Кросфитот е излезен од мешавина од различни спортови, така, трчање, пливање, скокање, олимписко кревање на тегови, олимписки спорт, гимнастика е олимписки спорт, значи сите тие ги земале за да направат мешавина на систем на вежбање кој што пак е спорт, пак има надпреварување. Кој поише ќе крене за пократко време, јас сам колку поише ќе кренам килажи и така натаму. ATG моментот што не е спорт. Значи немаме надпреварување, освен одредени цели што ги имаме кои што гледаме постепено да ги напредуваме без форсирање, без брзање и така натаму, за да се види окей, колку сум напреднал и дали сум спремен за одредена активност. Така да тоа е главната разлика помеѓу ATG и другите системи на вежбање, бидејќи генерално тоа се спортови. Има и системи што не се спортови, да ги земеме аеробик и пилатес. Така, но тие се со многу помал интензитет. Значи го нема моментот на силов тренинг или јога. Таму е поише флексибилност, поише со помали тежини, поише повторување аеробикот и пилатесот. Во ATG го имаме и тој момент, значи и флексибилноста и силата од бодибилдингот, пауерлифтингот кој што е чучен бенч, дедлифт, тоа е уште една дисциплина која што користат за вежбање и од кросфит некои работи и така натаму, ги склопуваме у едно за да му дадеме на човекот тоа што му треба во моментот, да ја врати неговата способност во тоа за тоа што сака да го прави, да може да оди да прави што сака, буквално, значи имаме ние од кросфитери, пливачи, ракометари, имаме и пауерлифтери што го вежбаат тоа, значи многу од сите области. Добро, и еве доаѓа човек кај вас, така, и ви кажува сакам ова и ова, или седнувате и разговарате и вие му кажувате што му треба наспроти тоа што сака. Како изгледа еден процес од тоа кога човек доаѓа и како вие знаете дека слушајте ова ти е маката, не ти е ова што ти мислиш, туку ова ти е маката и ова треба да вежбаш. Да, види, генерално доаѓаат луѓе, многу голем процент можам да кажам, 80% со мака. Најчеста мака прва е колено, втора е кичма, долниот дел од грбот, така да трето доаѓа веќе врат, раменици и така натаму.
Така да, прво што ќе дојде и ќе рече, јас сакам да трчам маратон, но ме боли коленото. И сега моментот е, пак ќе кажам, ја ставаме таа цел второстепена, бидејќи ти не можеш да трчаш маратон со болно колено. Може би ќе истрчаш, но после тоа голема веројатноста да направиш поголема белја и да не можеш уопште ни да одиш. На хирургија да завршиш. Да, така да гледаме првата, ја што ја кажувам, првата пречка кон физичка активност е болка и повреда. Затоа се фокусираме на неа да ја решиме, бидејќи како што кажав, настанала од некако проблем претходен, дисбаланс, го враќаме тоа, ја решаваме таа пречка, ја тргаме од страна и сега, окей, што е следната цел? Сакам да трчам маратон. Окей, ќе те спремаме за маратон. Ќе одиме да ги зајакнеме нозете уште повеќе, програма за трчање, ќе ти направи Иван или друг некој тренер и ќе трчаш маратон. Али главно е тоа. Исто и за луѓе што сакаат физички изглед. Сакам да ослабам, ама ме боли кичмата, не можам да се движам. Да, окей, искраната ќе помогне на негдо, но знаеме дека пристапот мора да е поцелосен, мора да има физичка активност, добар сон и храна, целосен пристап кон тоа за да има најдобар ефект. Така да ќе работиме пак, ти ќе работиш движења за грбот, тоа се вежби и стегнувања, пак ќе се движи телото. Со добра исхрана некој ќе може и физичкиот изглед да го среди. Така да тука е малце различен пристапот, каде што во претходно, да речеме, некој го боли коленото, ќе отиде ќе му речат па добро, нема да вежбаме нозе. Ќе вежбаме горен дел. Кој што понатаму, краткорочно може окей, понатаму ќе направи поголем проблем, зашто сега правиме уште поголем дисбаланс. Горниот дел од телото го зајакнуваме поише со долниот дел од телото, тој горен дел од телото притиска уште повеќе на долниот дел од телото, кој што веќе е слаб и во болка, уште поише притиска, уште поише проблем прави. Така да, тоа тука мене ми се смени перспективата кога се сретнав со ИТГ е дека да го гледаш тој момент кај луѓето и да не бегаш од него, него да го адресираш, значи да видиш да го решиш у корен, за да понатаму може човеков на еден начин да е слободен да прави што сака. И кој е побрзиот пат до проблем? Да имам седачка работа и ништо да не вежбам? Или да имам седачка работа и веќе нешто да, нели, да ме клука и да ме боли, ама поради свесност дека окей, активниот живот ќе придонесе за да, нели, имам подобро тело, да имам, нели, и вежбање. Како побрзо ќе завршам со проблем? Или нема некоја јасна? Тешко прашање, ова најчесто... За петка. Да. Најчесто тоа јас викам, обично од луѓе што вежбаат, а имаат седечка работа и не ги адресирале нивните дисбаланси, имаат поише проблем од човек што не дигнал тек, а седи у столче. Сваќаш? Тоа е затоа што интересно можеби ако имам некој дисбаланс, кревајките жини, можеби тренирајќи, ја компензирам дополнително го продлабочуваш. Го продлабочувам. И тоа предизвика уште поголем проблем. Тоа е тоа што го викам. Баш имав пред неколку години напишано нешто за ова. Знаеш, као фитнес, окей, али како може некој што не дигнал никаков тек у животот, не направи физичка активност, да е поздрав, зашто за мене здрав е да не ме боли ништо, да немам операција на некој зглоб, да немам болки, да можам да се движам, да трчам, да правам што сакам, нели, физички, за мене тоа е здравје. И сега има луѓе кои што изгледаат фит, но да го прашаш или да го видиш, го боли колено, куца, со едната нога, кичмата му е фатена, рамото му е откачено, го боли 2 недели. И сега ќе си речеш, кој е поздрав? Тој што седи у сточи, ништо не го боли? Можеби не е физички спремен да истрча 5 километри, да крене 100 кило на бенч, но не го боли ништо. Така, он си супер. Од негово војшто, можеби може тоа да го направи, но со огромна болка и проблеми. Знаеш, тука е малце прашањето да се запрашаат, јас тоа што го увидов, зашто јас бев на истата позиција, не дека напаѓам некого да не ме сватат погрешно. Јас бев фит, а имав проблем со нервот на десната страна, ногата ми се грчеше доле, рамото, други некои лактот и така натаму, кој што, знаеш,
сега ги нема веќе тие работи и бев и на двете И ја страни. гледаш разликата. Да, и можеш да споредиш, зашто кога си само на еднава, немаш што да споредиш. Кога имаш едново и другово, можеш да направиш споредба, така да едноставно е совет. И кој што праша дали не грешиш, не бидејќи ATG пак голем дел системите користат да работи што се во ATG, зависи од пристапот на вежбање, али дефинитивно би го препорачал на секого, барем да го разбере пристапот за да го смени неговото вежбање, зашто имаме и да речеме бодибилдери кои што не вежбаат 100% ATG, него го земаат пристапот и принципите и ги изменуваат работите што ги прават во бодибилдингот за да бидат повеќе као ATG, као повеќе на тој пристап на балансирање, на вежбање со целосен опсек, зајакнување, сегде истегнување и така натаму, кој што ќе ги направи подобри бодибилдери и поздрави бодибилдери. Така да, има и доста примери во историјата, да го земеме Арнолд Шварценегер, кој што вежбал со целосен опсек на движење, кој што до ден, мислам, до сама старост е, да речеме, здрав и силен. Имаш уште еден Том Плац, исто така, на 60 и нешто години, мислам, чучнува длабоко и така натаму. Така да има доста примери, као вистински примери за тие принципи дека стварно даваат резултати. Добро. Ова би било идеално, што го разговаравме дали е побрз патот до ако не вежбаш или ако вежбаш, и идеално за луѓе со идеален изговор за луѓе кои што ги мрзи со 20 кила више како столица, така да, знаеш, чисто да даеме еден дисклеймер, значи не го злоупотребувај. Бојан така рече после да биде да не вежбам поарно за да не се повредам. И најчесто и тие што не вежбаат имаат проблеми, али генерално зборам од моје искуство и дефинитивно треба едните и другите да вежбаат на, да речам, правилен начин. Не правилен начин, него со пристап да го решат првен проблемот вистински, за да може да продолжат да бидат физички активни. Зашто како што кажав, самото седење прави дисбаланс над кога тогаш, можеби сега не те боли ништо, ама наредниот месец ќе почне, наредната година, наредните 2. Голема е веројатноста да се случи. Така да... Како може еден неспортист, еве и седач у столица да има проблем со колена? Генерално, нели, тоа е посреќавано кај луѓе кои што се активни спортисти, кошаркари, ракометари, рамења да се вадат, нели, фудбалери, па исто со колената е доста знаат да им бидат проблематични, ама еве и јас знам, а верувам ти уште повеќе луѓе кои што не се неспортисти, а имаат проблем со колена. Како доаѓа до тоа? И што е, мислам, што е чарето? Да, сега ќе ти кажам, мислам, ова е многу интересен податок кој што го научив од доктор физиотерапевт кој што го има ова истражено. Добра. Он вели вака, кога еден зглоб не се витка повеќе од 90 степени, речеме да го земеме лактов, така. И ако јас го држам во оваа позиција од 90 степени и овде, така, до овде, не го виткам целосно, не одам во целосно движење, тука телото представува да лачи синовиална тешност. Тоа е тешноста која што се лачи внатре во зглобот да ги подмачкува коските за да нема триење. И која што исто така носи хранливи вредности до сите сврзни ткива што се внатре во самиот зглоб. Да речеме раскавицата, која што е сврзно ткиво измеѓу коските, исто така за апсорбција да нема триење. Сега што се случува? Кога немаме целосно виткање на зглобот, а замисли во позиција од седење, колената ни се по 90 степени, така, колковите ни се по 90... Не дај Боже да чучнеш. Не дај Боже да чучнеш. Ама порано седеле во длабок чучан доле на земја, или децата види ги, они не седат на столче, они седат на земја, така, лазаат, се виткаат, седат, кога седиш вака, колената ти се свиткани. И сега столчињата не се природно нешто. Ги измислиле, не знам зашто ги измислиле. Искрено, не знам кој се текнало. Нимало зашто, нема да навлагам у тоа, али колената се по 90 степени и коковите се по 90 степени. И тоа е со саати. Рачунај ти немаш циркулација. Со години и саати од денот. Немаш циркулација. Телото вика, зглобов не се користи, буквално. Значи, телото е многу паметен, ефикасен не оди над 90 степени. Да, многу
адаптивен. Значи што ќе му даеш на тоа ќе се адаптира. Така. Да не произведувам вишок за џабе. Значи зашто да трошам за џабе. Да. Телото вика, зглобов не го користиш, не го носиш под повеќе од 90 степени, не ти треба подмачкување као синовијална течност, престанува да лачи синовијална течност. И зглобов внатрешно старее. Затоа кога ќе речат некој 30 години, ќе ти на доктор и му речат имаш колена на 60 години човек. Затоа што самото колено внатре не добивало хранливи материи. Тоа се сепак, така ако навлеземе едноставно биологија, клетки не добиваат хранливи материи. Проблем. Самиот зглоб старее и тука ти после ако сакаш додиш да качуваш скали, веќе толку многу остара зглоб му паднала способноста да ќе кажам, што веќе качувањето скали е проблем и почнува да болат колената. Оди игра баскет со другарите, го болат колената. Оди на кеј трча, го болат колената. И најчесто ќе прашаш, има седечка работа? Да, работам тоа. Така да, генерално тоа. А исто така и стоењето би го кажал, и стоечка работа исто така не е природна. Тоа ќе ми беше следното нешто, пошто Да. нели и таму имаш. И таму немаш виткање целосно. Таму ни 90 Да, немаш. таму си скроз исправен. Така да, прекумерно седење, што генерално работите се седење, но и стоење е дефинитивно голем проблем. Телото е направено да е во различни позиции, во различни као време траење низ денот. Значи дел треба да стоиш, дел да седиш, дел да чучнуваш и сега тоа ние го немаме во овој модерен начин на живот. Така, никој не оди да крева, не знам, да иде да пуни вода од бунари и да треба да прави. Седиме. Но со самото вежбање ние можеме да го Симулираме тоа. да го симулираме тој начин за да телото си остане во својата природна состојба и да ја врати таа способност на самите зглобови. Токму тој го правиме ATG. Во ATG тоа е еден од стварите што ги вежбаме во целосно движење, ги виткаме зглобовите од колена, колкови, лакти, раменици и така натаму, кои што придонесуваат, значи се лачи повеќе синовијална течност, го реверс му прави обратно, го враќа ефектот на седењето, го одвраќа и со тоа имаме веќе подмладување на самите зглобови. Мускулите ќе си го пратат тоа, мускулите лесно се вежбаат. Значи почни во теретана 2-3 месеци и веќе ќе ги осетиш мускули. На зглобовите им треба многу подолго време, многу повеќе време, бидејќи не стига толку крв до нив циркулација, многу подолго време за адаптација. Да речеме 5-6 месеци, година, 2, значи години, зависно од колкава е, нели, закржлавеноста и состојбата, може да трае подолго време за да се опорават отколку мускулите. Затоа мускулите ќе си го следат секако прогресот, бидејќи секако ги вежбаме нив кога ги вежбаме зглобовите. Но ако ги вежбаме само мускулите, не, например, одиме до 90 степени, ги вежбаме само мускулите, сега пак го продлабочуваме дисбалансот, бидејќи сега имаме повеќе маса, повеќе сила на мускулите, кој што уште повеќе притиска на зглобот, кој што е веќе ослабен од, да речам, недвижење у целосна позиција. И тука генерално настанува проблем, бидејќи поново е, што така да кажам, дека самите сврзни ткива, лигаментите кои што врзуваат коска со коска, тетивите кои што врзуваат мускул со коска, можат да зајакнуваат како мускулите. Не ја добиваат истата маса, него густината ја зајакнува. Значи да стануваат појаки, поцврсти со вежбање. Значи до сега се верувало дека не, само мускулите можат тоа да го прават. Поново докажано дека и самите цврдни ткива што ги напоменав и они можат да зајакнуваат доколку се вежба со целосен опсег. Добро, дали тоа значи дека еве човек кој што не знам, еве во повозрастни години, кој што нема услови можеби да дојде на ATG во Скопје или така, или едноставно не ни живее во Скопје, да предпоставиме. Дали кои се едноставните практики секојдневни кои што може да ги прави за да еве прави барем 20-30% реверс на тоа закржлавување и на овие процеси кои што ги зборуваш. Дали е тоа стречинг,
дали се можеби одреден сет на вежби. Знам дека и на видеа кога споделувате содржини, ќе кажеш ако имаш седење прави го ова. Нели, сега ние зборуваме за генерално човек кој што живее со некакви болки. Да, значи доброто кај ATG е што треба скоро некогаш можеш и без опрема или минимална опрема да вежбаш и да ги правиш вежбите. Не требаат некои посебни машини или така натаму, едноставно движењата се природни. Така да имаме ние и онлайн платформа кај што човек може да ги добие сите програми или во домашни услови или со минимална опрема или во теретана кај што може да ги прави нашите програми. А и имаме и видеа, како што рече, на нашиот Instagram профил и на YouTube и на Facebook ги споделуваме, кај што може да прави одредени вежби. Доколку предолго на YouTube седи. имате? Да, објавуваме и на YouTube и на TikTok, мислам дека на сите платформи, али генерално Instagram и Facebook не се главните, кај што има еден рил кој што видео на Instagram кој што стана многу популарно, мислам доста имаше прегледи и праќања, 4 вежби за луѓе што седат премногу. И таму објаснувам неколку вежби кои што буквално може да ги правите било каде, ви треба само еден зид, како и на самото работно место или дома. Имаме и вежби за колена, каде што исто можете да ги правите било каде и секако најдобро е ние сакаме во ATG бидејќи се работиме со случаеви кои што им треба надзор, им треба водење, наш пак е малце по сензитивна работава, им треба водење ни самите програми, односно да им се кажат вежбите доколку има проблем како да ја подеси за неговото ниво, да направи преглед на формата, да ја коригира доколку треба, така да затоа имаме нашата онлайн платформа за сите што се надвор од Скопје или не се во можност да дојдат кај нас во сала. Јасно. Флексибилност и мобилност се терминологии кои што често кружат и на кои што работите и вие, и можам ли да бидам многу мобилен, а не флексибилен и обратно, или се некако тие брат и сестра и преблиски роднини кои што мора заедно да идат у пакет. Да, значи овака има 3 работи. Имаме сила, флексибилност и мобилност. Добра. И луѓето најчесто ги мешаат флексибилноста и мобилноста. Исто се некако тоа. Да, затоа би сакал сега да ги објасниме. Тоест флексибилност е способноста на самите мускули да се истегнуваат. Значи колку се тие способни, нели, као ластик да се истегнат. Сила е способноста на мускулите да совладаат одреден отпор, така да го кренат, без разлика во кое растојание, значи се зависи каде мериме, но е генерално тоа. Мобилноста е способноста на зглобовите да се движат во одреден опсек на движење, во одредено растојание, која што зависи од силата и флексибилноста на околните мускули. Така да не можеме да кажеме дека лактот е флексибилен. Да. Така, лактот може да биде на другава страна, мобилен. Он може да се движи, мобилен или од латинскиот збор да се движи. Значи он е мобилен, се движи. Колку ќе се движи зависи од мускулите на бицепсот и трицепсот, колкава флексибилност и сила имаат. Замисли, јас имам флексибилност, ти ако ми ја земеш ракава, ми ја турнеш, она се стегнуваат мускулите. Но јас не ги движам, ти ги движиш. Така, тогаш нема мобилност, нема движење, него е флексибилност таму. Така, замисли, имам сила, но немам флексибилност, трицепсот ми е затегнат и одам до овде можам да го свиткам лактот, така? Имам мобилност до овде, значи движење на зглобот. Но за поголема мобилност морам сега да истегнам овде, да зајакнам во останатиот опсек на движење за да имам целосна мобилност во зглобот. Значи мобилноста е генерално за зглобовите, флексибилноста и силата се за мускулите. И тоа е равенката. Самата мобилност е сила плюс флексибилност. Колку повеќе сила имам во одреден опсек на истегнување на мускулот, толку поголема мобилност ќе имам во зглобот и толку тој зглоб ќе биде поздрав. И треба у пакет да идат. Да, и тие идат во пакет и не можеш да бидеш премногу флексибилен
Да, йога, например, Да. да. И да не си јак низ тој обсек, као што викам, значи ти сега ќе ми ја притиснеш ракава, ја можам да истегнам, така, но ако ја пуштам, немам сила. И утре ако пробам да фрлам нешто, ќе ми се откачи. Зашо јас ја имам флексибилност, тоа немам силата. Значи можам да бидам премногу флексибилен, но да не бидам јак низ тоа растојание и тоа да е проблем, но не можам да бидам премногу мобилен, зашо колку мобилен значи дека сум и јак и флексибилен низ тоа растојание, значи можам да го поднесам и тоа сум позаштитен и по-голем перформанс ќе имам физички. Значи земи го движењето на спринт, тебе ногата ти оди максимално, пробуваш да ја испружиш напред и сега таму треба си јак ти да имаш грип. повлечеш земјата и да турнеш максимално назад и сега да вратиш повторно. Пливање, така истото. Фрлање на топка. Значи ти одиш, не можеш од овде да ја фрлиш. Така, значи мора да имаш и сила и флексибилност, со тоа и мобилност, за да ја фрлиш топката најмногу што можеш. Така да ем си позаштитен, затоа и тоа го работиме во ATG. Ем поголем физички перформанс, кој што се двете главни работи. Ако јас тоа го правам, рачунај, јас сум, ќе се навратиме моветот, сум здрав 10 години, не ме боли ништо. Играм кошарка у 2 пати неделно, одам на кеј, возам точак, вежбам 3 пати ATG, дали ќе имам фит тело? Најверојатно да, така, ако спијам солидно, јадам солидно, најверојатно ќе изгледам фит, така, но ако и тоа можам да го одржувам. Значи јас да речам оваа физичка состојба одржувам 10 години. Разбираш? Така да тоа е равенката. Има луѓе кои што ќе дојдат до одредена да речеме фит состојба, ќе се повредат и после тоа Ќе се веќе почнуваат демолираат. Да, почнува тоа паѓање, зашто што тоа влијае и поинаку и ментално и така натаму, почнува паѓање кај што јас порано бев фит, имав стомачни, ама Да. се повредив и сега Да. тоа е. Така да ги имам доста слушано и тие муабети и пак тука доаѓа до израз дека првата пречка е тоа, повредата и болката. Мораме таа да склониме и веројатноста за нејзино појавување, за да можеме да влеземе во вистинскиот физички потенцијал на човекот во зависност од неговата цел, која и да е. Добро, и еве се доаѓаат, например, кај тебе двајца, еден на 30 години, на 60 години, чисто ме интересира за нели методологијата каков и принципот на работа. И ако нели се појават двајца луѓе на лекар и речат, слушај, мене ме боли глава, појма немам, така ќе им речат, окей, кафетин, збогум пријатно, без разлика, нели, 30-60 години, тоа е, главата боли, кафетинче ќе се напиеш. И многу, мислам, денеска луѓе си го прават, нели, тоа на своја рака, пошто е и многу побрз пат до немање болка. Но кај вас кога ќе дојде некој и ќе ви каже, ја имам проблем, ме боли кичмава доле, на 30 години, некој на 60 години доаѓа, кичмава ме боли, им викате, окей, вие сте за оваа рецепта и ова треба да вежбате? Па да, имаме точни програми кои што се Без разлика, дека и двајцата исто вежбаат или? вежбите Се и исти, истегнувањата се исти, бидејќи види, ја имам бицепс и ти имаш бицепс. Јасно. Немаме различни мускули. Разликата е во дозирање, Да, во нешто, значи баш тоа, е во нивото на вежбата, бидејќи ја имам лакт и ти имаш лакт. Ја имам колено и ти имаш колено. Немаме ние различни мускули и тие различно, тие зглобови различно да се движат, да треба различно да ги вежбаме. Да. Значи вежбата е иста и за тој од 30 години, и за тој од 60 години, и за професионалец, и за рекреативец. Главното нешто е како што кажа, интензитетот, значи самата тежина на вежбата се подесува на нивото на вежбачот. Најбитно е да нема болка и да се чувствува добро и од таму прогресираме, значи напредуваме да ја качуваме силата и флексибилноста, да може да тоа што му предизвикувало болка, тело веќе да е спремно да го поднесе и тука веќе не му предизвикува болка. Така да пристапот е исти и кај 10 годишни деца, и кај 30 годишни деца, и 60 години. Вежбите се генерално тие. Можеби где има мала разлика, али тоа луѓето имаат заблуда, знаеш, као сум имали такви случаи, чекај сега, и овој кошаркар вежба исто, ја фудбалер вежбам исто, па и на двајцата ви требаат носете, и двајцата трчате, бе, сваѓаш. Кај и на двајцата коленото се исправа. Ние не вежбаме
спортски специфични вежби у самите спортови, така имаш ти движења кои што ти се за кошарка едно, за фудбал друго. Ние правиме подготовка на телото да може тие да ги прави. Значи да може ако сакаш да играш кошарка, играј кошарка, ако сакаш фудбал, фудбал, но тоа си се самите спортови, ние не го правиме тоа. Така да дефинитивно разликата у вежбата нема разлика, него у тежината на вежбата. Добро, а еве, нели, сигурно си се среќавал со случаеви на луѓе кои што еве, како што кажа и на почетокот, доа ги чекува кросфит ли е, окей, не е кросфит, не е функционално, не е јазик до земја да паѓа, и дали понекогаш се создава слика дека па одам на ETG, ама не баш дека се извежбувам, некако така ми е ноншалантно, лабаво, и дали можеби луѓе имаат перцепции и се жалат дека не чувствуваат некаков доволен прогрес на тоа што они го замислиле како фитнес прогрес, пошто секој еден, 99% од луѓето кои што одат на вежбање, така имаат некакви очекувања за прогрес, дека ќе се погледне. Тоа е најчестото очекување, дека ја кој ќе се погледам, ќе видам визуелен, поразличен приказ и прогрес. Дали фрустрираат тие работи, како како работите со луѓето да ги надминаат, дали можеби одредени стагнации се случуваат затоа што сега така сте увиделе дека оке ти имаш оваков проблем, не може да запињаш толку со килажи, мора да олабавиме малку и онда се чувствува дека стагнирам, не кревам сега, дури можеби после 3 месеци ќе види дека не може да ја бутне таа килажа. Што е буткал и да се осеќа дека се зафркнав јас. Да, види, генерално зависи од ситуацијата. Сум имал случаи кај што поретки, иако звучи дека е чести, ретко се случува некој да каже еј, знаеш, сакам ја поинтензивно. Имаме програма за тоа. Значи, ако сака некој поинтензивно, имаме како да го направиме тоа на здрав, не ви горе, се е здраво, секое движење е здраво, не можам да кажам здраво. Така да ако ги искористам зборот безбедно. Океј. Прави смисла. Да креваш чучеви 10 серии со 100 кила на грб, за секого не е баш безбедно. Така, бидејќи ако откажеш или нешто ако се деси, е проблем. Или за постар човек, тоа не е баш безбедно. Но туркање и влечење санка е безбедно за секој, бидејќи тежината не е на тебе, не те притиска. Ако ставиш 1000 кила, нема само да ја помрднеш санката. Така да, санката, тој што пробал знае, тој што не пробал би му препорачал да проба. Една од вежбите кај што најбрзо се загрева телото, го вежбаш цело тело и јазикот ќе падне до земја 100%. Кој сака нека дојде, нека проба. Сега у палестра, пошто не гледам дека ги влечете многу санките, симулацијата е со траките, да, мануелно. Да, битно е да има отпор, така да може и на тоа, но едно од најбрзите загревање, најбрзо носи циркулација до нозете, ги пумпа и најјако кардио зашто има голем отпор, а немаш импакт на зглобовите и немаш тежина што те притиска. И пак тоа е моментот на безбедно, значи многу е безбедно. Имаме ако сака некој екстра, окей, направи санка. Али генерално е доколку има проблем, сега го боли, него имал операција на колено. Не ни може толку да запнува он, да му јазикот до земја. Ја му викам, кондицијата брзо ќе ја вратиш. Значи ствара е за недели, месеци упрашање. Зборам за аеробно кондиција, но као што кажав, кај зглобовите треба многу повеќе време. Ако се повредиш ти повторно, уште подолго време ќе ти треба да се вратиш. Место 3 месеци и 6 месеци. Ме разбираш, зашто што зглобот е нешто друго. Тогаш уште поголема фрустрација ќе биде. Да, и ќе уште подоле ќе паднеш. Затоа, помини низ овој период, среди го коленото и после ќе можеш да трчаш колку сакаш. Сум имал таков случај, и професионален фудбалер. Така да, тоа е едниот пристап, кај тие што сакаат да ослабат, исто им викам. Среди го телово, така, баланс, и после тоа додади ова, додади она, за да имаме повеќе, да речам, прогрес во однос на физичкиот изглед. Најбитно исто така е физичкиот изглед и поголем проблем луѓето мачат со исхраната него со колку со вежбањето. Тука е исто голем проблем и со спиењето. Тоа е
исто Да, ретко тоа е- вика јадам све супер, вежбам ама спијам 4 сати. Не работи тоа така. Значи 4 сати хормоните кои што се задолжени за регулација на слабење и качување на телесни масти се пореметуваат, нема да навлагам у тоа. И ти џабе на еден начин не е џабе, пак е подобро него и да јадеш лошо и да спиеш и да не веж, и лошо и да не вежбаш, но за ако го сакаш тој таа цел да ја постигнеш, мора тие три фактори. Да, со тоа што види успиењето некако знаеш таа не знам дали човек може еве за вежбање за исхрана и нели и ствар на самодисциплина. Но спиење не знам колку, знаеш, многу фактори се тука во денешницава поособено нели у ова динамично време кај што луѓе имаат стварно проблем со несоници, анксиозности и така натаму и не знам колку можеш, ќе се дисциплинирам од денес ќе спијам. Али има техники. Да, ама и вежбањето помага подобро спиење. Така е. Храната помага подобро Целокупен спиење. пристап е, не е, Да. го правам едново за да компензирам и да перам гревови што не го правам другово. Значи трите одат заедно. Едното ако пати, другото ќе пати. Значи ако ја не спијам од неколку денови, нема да имам добар тренинг. Така да се сложувам апсолутно. Така да, еве, другарче не вежбаше некое време, се врати да вежба, вика спиев претходно 25 сати, сега спијам 8 сати. После година, две, бидејќи не вежбаше. Сега се врати на вежбање, спијам 7-8, телото ќе си бара, ќе си се врати у нормала. Така да и исхраната исто, ако ја навечер се најадам у 12 сат на полнок пица, спиењето нема да ми биде баш добро. И са бајле кога се разбудам, нема да се разбудам со истата свежина, доколку сум јадел во 7 часот салата со месо, со протеини и така натаму. Нека пробаат луѓето и ќе видат. И трето е дисциплината, како што кажа, само дисциплината, значи на не искачање надвор, не пиење алкохол, не седење на телефон, не гледање на телевизија, значи сите тие навики кои што те прават да остануваш до касно и ти го пореметуваат сонот и така натаму. Така да тие три работи одат заедно. Најбитно е кога се случува прогрес. И понатаму ви рекол, еве јас сум прилично напреден во ATG вежбањето и можам да кажам и сум вежбал претходно функционални тренинзи кај што сум буквално јазикот до земја секој тренинг. Можам да кажам дека кога веќе ќе стигнеш на ниво кај што телото ти е спремно и со ATG тренингот ти можеш да направиш исто јак интензивен тренинг и да го имаш истиот ефект како функционалните тренинзи, нели, во однос на сила, кондиција и така натаму. Пак тоа се силови вежби. Така да истиот ефект го имаат. Само се малку различно се изведуваат за да се запази, како што кажа, балансот. Се додава некои работи, некои вежби за да се балансира. И кога го спомна стагнација. Стагнација се случува најчесто, пак ќе кажам, поради дисбаланс. Интересното е што има случај човеков Бен, кој што го направил системот ATG, има учено од Чарлс Поликвин. Тоа е еден од најдобрите тренери за фитнес, за силова физичка подготовка во светот. Работел со олимпици главно, значи има тренирано над 800 олимпици во 23 различни спортови. Значи не збориме во 23 различни спортови. Луѓе ги враќал од пензија во златни медали до на олимпијада. Он не тренирал значи генерално луѓе надвор од олимпијада и топ спортови. И он има вака, му дајале луѓе што стагнираат на бенч прес. Ги трга 3 месеци и им вика нема да правите бенч прес. Им дава вежба, бидејќи он ги тестирал на таа вежба се слаби, бидејќи премногу правеле бенч прес, а не ја правеле таа вежба и сега телово, пак ја кажам, е дисбалансирано и го нема истиот перформанс кога би било и доколку ти другата страна ја вежбаш е балансирана. И им дава таа вежба, ги балансира мускулите во рамото, ги враќа после 3 месеци на бенч и они ја пробиваат стагнацијата. Која вежба? Ке сакаат луѓе за бенч да надворешна ротација на рамо. Аха. И с други вежби, но се работи со тек, може на земја на да, колено. Да, знам, гледам доста луѓе на цабајле што е. Да, така да буквално и ги враќал и поголема килажа кревале на бенч. А не правеле бенч
3 месеци, со месеци, рачунај, професионални спортисти. Така да моментот е што пак е пристапот и да процениш која алатка кога. И јас исто го осетив лично на мене тоа на почеток, значи на кревање нагоре тежина, било какво прес, кога ја избалансира вежбата, ја немав правено 2-3 месеци прес. Правев со не 12,5 кила, се вратив, после 3 месеци неправење, балансирање, зајакнување на другата страна, бејќи тоа е сега, како да кажам, физика е упрашање. 17,5-20 кила кревав, а 3 месеци не ја прави вежбата. Така да, телото кога му пристапуваш на таков метод на балансирање, на гледање на неоставање на, ние викаме неоставање на слаби и затегнати алки, не може да има стагнација. Сваќаш? Бидејќи јас цело време све туркам заедно нагоре. Ако туркаш едно, ова не го туркаш, тука маваш од зид и има стагнација. Ке се јави болка, па не можеш да кренеш тежина или не можеш да кренеш повеќе зашто ова сега те лимитира. Така е. Кога ќе ги кренеш двете и двете заедно ќе ги туркаш нагоре, стагнацијата е скоро невозможна во однос на силата. Така да не сум го имал тој проблем, освен овие правите што ги кажа на... Супер. Боки, кој се, знаеш, сега тешко е, нема, секој успех е успех и нема помалку и повеќе успешна приказна. Сите се добри и генерално ги споделувате често на вашите социјални мрежи и профили, али еве кои се приказни неколку кои што сметаш дека се така инспиративни, се топ, на кои што еве сте горди како и Тижи Македонија? Да, мислам дека прво ми дојде вака кога спомна, дали си чул за некоја сала за вежбање или теретана во Македонија, мислам и во Европа, ali сум чул да има lifetime членови. Не. Тоа значи доживотни членови, значи да платат чланарина да вежбаат до крајот на животот со таа сала за вежбање. Тоа се случи кај нас. Аха. И беа, мислам, двајца луѓе кои што едниот го познам, значи трениравме боречки вештини заедно, буквално ме знае од дете. Знам дека уште тоаш имаше проблеми со кичмата. И цел знаеш, 10 години е постар од мене и цел живот имаше проблеми со кичмата и од други луѓе дознал дека јас работам ATG, видел, му се свигало, дојде, почна да вежбат. Дискус хернија стандард, мислам, тоа е нели искачање на дискот. И пред 4 години последно играл баскет, му се случило да се сецне, нели, да не може 2 недели да стане од кревет и последните 4 години немаш играно кошарка. Исто така вика, детето не можам да си го кренам, не можам да го носам, значи не знам, идете така на водно, сакаш да го качиш на ушка или било каде, значи не може. Вежба и другар му истиот проблем, значи двајцата со кичмата има проблем. Така се запознале. Што имаме проблем кичма, ајде да сме пријатели. Добри другари се, ама исто седечка работа, двајцата и двајцата има истиот проблем со кичма, почнаа да вежбаат индивидуални часови седелно тренерите кај нас. После 5-6 месеци проблемот им се реши. Почна, вика, детево да играм со него фудбал, да го носам на грб едно друго. Организиравме кошарка, почнал да играт кошарка со другарите после 4 години. Па после организиравме и од сала кошарки, играше без проблем. И беа многу како благодарни што вика ми го спасивте животот. Сакаш, јас сега можам да уживам со детето да играм. Претходно не можеш. Така замисли која фрустрација е тоа. И кошарка така ја баталиш некако, ке речеш окей, ама... Да, ама овие, знаеш, секојдневни работи што даваат блажина на животот. Да, ова е повредно. И успеа да ги средат грбовите, а претходно рачунај, пробувал све друго што имало, не му помагало, ATG му помогна. И беа како сакаме да донираме пари, знаеш, за сената сала. И мене ми доја идеја како на друго место не е битно, викам, чекам, маце, да не биде само као донација на пари, да има нешто за возврат. Ајде ќе направиме као lifetime членство, кај што вие со таа донација добивате као поддржувачи наши, као
донатори добивате доживотно чланарина за вежбање ATG Македонија и тоа го направивме така свечено, имаше и договор подпишување и поклони, има видео исто на YouTube, мислам го објавивме на Instagram кај нас, така да би ги издвоил нив и мислам дека нема друга сала, не сум чул, поготово во Европа, некој што го направил тоа. Друга приказна што имаме со еден фудбалер кој што 2021 му викаат готово ти имаш крај на кариерата, тројца доктори, специјалисти, мислам во тоа, немам ништо против тоа, значи пак ќе кажам дисклеймер, моментот е ги разбираме ние бидејќи ова него Нивната стручност. ништо да, во тоа, значи до они таму, гледаат така е. од таа гледна точка. Немаат они стрен тренинг, немаат HG тренинг на факултет, не учат, така да Јасно. секако, сега имаме и доктори. Не ги дискредитираш или Да. ги девалвираш, нели Они би сакале да му се помогне на они исто сакаат да помогнат на човекот Така е. од една страна, така да ја помагам од друга страна и заедно помагаат. Сега имаме доктори кои што не препорачуваат нас бидејќи дознале што сме направиле, че буквално ме прати докторот тој. Така да заедно сме во оваа работа, али му рекоа тројца доктори дека готово, као рачунај уште оваа сезона е двај да дотуркаш некако, планирај пензија бидејќи коленото ти е доста оштетено, имаше две операции на предниот крстен лигамент, на истото колено 2010, 2016, 2019 уште една повреда перничињата, менискусот што е помеѓу коските нели за абсорција го кине и него, му се оштетува тука и поради сите операции и самото тоа колено сега бидејќи е доста оштетено и рескавицата. Значи, помеѓу коските што е, му вика дека ако продолжи, ако направи уште една операција за да може да продолжи, ќе му се оштети многу раскавицата и ќе мора вештачко колено и толку е, тоа вештачка раскавица става по принцип и ќе биде толку од кариерата. И јас му реков, окей, нема, знам нека вежбиве може да помогнат у секој случај. Работиме дока што ти е окей. Не ти гарантирам ништо, значи не можам да ти гарантирам, е многу индивидуално. Ке пробаме, ке видиме, нема што да изгубиш. Така. Пробавме 1, 2, 3, одеше на подобро 5 месеци. После 5-6 месец он се врати целосно да игра без проблем. Значи он пред тоа немаше топката да ја подаде, не да ја шутне, него да ја подаде не можеше. Се врати да игра целосно на терен фул, значи збориме за професионален фудбал и така натаму. И како што поминуваше време, колено му стануваше се подобро, но многу дисциплиниран човек, збориме за исхрана и за вежбање, значи што ќе му даеш, тоа ќе осработи. До ден денес игра, значи тоа е 2021, сега сме 2024. Потпиша уште еден договор 2022 кај што му направија снимка на коленото и проверка и му рекоа па имаш се гледа нешто од претходно, ама супер ти е коленото сега. 2022 после година дена и потпиша уште еден договор. Тука рече само заради една од причините е заради што останувам тука во овој клуб си ти за да продолжам да работам. И сега е најбрз играч на теренот, а не игра позиција кај што треба да си брз. Така да пак се навраќам од моментот тргаме од болката ја средуваме и доаѓа сега до поголема заштита и поголем физички перформанс, како што ќе отрнеш тој момент, телото може да се адаптира. Едноставно го балансираме цело тоа движење и проблеми што настанале претходно. Така да таа е друга успешна приказна што веќе трета е за една жена што имала 9 операции во рок од 20 години на коленото и последната е била вештачко колено, каде што сакала да остане активна и каде да отишла и рекле извини, ние не можеме да ти помогнеме бидејќи не знаеме како да се справиме со оваа ситуација и дознала за нас. Дојде кај нас, ние секако рековме нема проблем, ќе ти помогнеме. Ќе ти помогнеме и исто после буквално она не можела на симно не качува скали. Така да после 2-3 недели почнала да ги симнува, после неколку недели почнала да ги качува скалите, после неколку месеци, значи она иде на работа со точакот на рамо и по скали нагоре се качува без проблем, болката се намалува, отокот и така натаму. Рачунај претходно морала да се јавува секој ден на работа, да се симне колега или колешка, да ја паркира она службената кола пред самава зграда
некој да го земе ранецот со лаптопот, бидејќи тие 2-3 кила многу и биле не можела ни со тие, и она по гелендерот да се качува нагоре на втори спрат и да се симнува после тоа истата постапка на работа. Сега иде со точак на работа, точакот на рамо, ранецот на рамо, вика дури на некои колеги им помагам за нагоре. Браво. Така да, тоа е друга приказна за успех. Имав уште едно девојче со 7 операции на коленото, кое што исто така и рекле као немаш многу надеж за коленово, се врати на сам доста се подобри ситуацијата. Имаме и еден од тренерите кој што кај нас е исто кошаркар, кој што имаше воспаление на колената, буквално да дошло момент до операција и да му речат као немаме друго решение, значи пробал све мразови, не вежбај нозе и така натаму, ама едноставно не можеше од столче да стане на 20 години такво воспалување. Ми се јавува, му викам, добро бе, за него знаев да што тоа е многу, не е некоја сериозна повреда, едноставно е математичка равенка. Ако ги зајакнеш доволно нозете да го поднесат сресот, нема да се воспалува, многу едноставно. Му реков, окей, нема проблем, ќе го решиме и така беше као зачуден. Ќе те отпалиме. Да, на почетокот беше као зачуден, чекај малце. Знаеш, сега ми викаат дека операција, ти ми викаш ќе да средиме. Месец дена средивме тоаш нема проблем, стана и тренер кај нас, работи веќе година дена, тоа беше пред 2 години. Така да ете, така ви ги издвоил тие што ми даѓаат на... Значи ти може да останеме ние до Савајле вака приказки. Да, имаме доста, буквално утре Браво. сум и на семинар на електро, бидејќи професори од таму исто дојдоа кај нас да вежбаат една со операција на колено, кој што годинава се врати на скијање после година дена. Лани на скијање лани скинала преден вкрстен менискус, се оперирала, оваа година ни пишува 6 дена, јас скијам без проблем, без болка. Браво. Така да имаме, мислам, доста приказни, не може ете така тие да ги издвојам, али многу ми е драго за секоја приказна за успех Да, што да, ќе браво, чуеме, браво, да. бидејќи тоа ни е Баш целта. инспиративно. Да, ете луѓе еве од кошаркаров што ти викам, што ни е тренер кај нас, игра кошарка до ден денес, фудбалеров игра фудбал. Јас лично си имам откажано од мојот спорт бидејќи требаше да го оперирам рамото и не продолжив. Така да знам каква е фрустрацијата, како влијае тоа ментално, како влијае тоа понатаму. Ја му реков на фудбалеров, пак, окей, ќе се пензионираш ти од фудбал. Ќе играш до 35, то колку и да играш, до 30. Што ќе правиш понатаму у животот? Така, треба да живееш до 70, да речеме. 35 години ќе се влечеш со бастуми, дете ќе имаш, ќе не можеш со неговите фудбалерци да поиграш топка, да шутнеш, да подаеш, да потрчаш. Знаеш, тие моменти се уште по, сега си го вратил спорт, нели, плата, игра, дава голови, премии, окей, го исполнува тоа, значи финансиски, емотивно и ментално е боле и све. Но овие други работи се уште повредни. Така, утре, замисли, со сите тие моменти што ги викаш на дневна основа, кои што ти исполнуваат, да не можеш да ги правиш. Така да е, малце оди и тоа е малце подлабоко оди нашата филозофија на вежбање, затоа што едноставно го менува квалитетот на живот, а со тоа и самиот живот. Апсолутно. Сите вежбања, Тоа е. дефинитивно. Ја викам, било што да правиш. Не викам дека ова е најдобри, мора ова да го правиш. Не, викам, биди активен, но биди активен безбедно. Не правилно, не здраво, здраво е секако. Правилно, да речам, од пристапот, но и безбедно. Значи, не, сега 7-5 години сточе, сега ќе одам, ќе кревам, Не, полека. Значи, пристапот треба да е малку... Долгорочно размислувај за баш твоето тело. Така е. Како Значи си да се движиш. гледа на долгорок. Ја од сега на 17 години се гледам себе си како го правам исто што го правам и сум уште поспремен од сега. Сваѓаш? Ке видиме. Ке правиме подкаст Да. на 70 кусур. Окей, Бојан, ништо, вакво мислам ова има уште Можеме да многу збориме, ако збориме, сакаш. ама ајде да оставиме и за друг пат. Пак има што да разговараме и да, мислам има и фала Богу што сте доста проактивни на вашите канали и има доста содржини, човек дефинитивно може таму уште повеќе да се инспирира и да учи, на крај на денот најдобро е да дојде да проба на своја кожа. Дефинитивно. И да искуси. Фала ти уште еднаш што еве и одвои време и одвои еве несебично и безрезервно
даде максимум енергија да пренесеш информации, да инспирираш и мене ме инспирираш и Младен, верува ми, а и преку камера тоа ќе се осети 100%. Баш ми е драго и задоволство, тоа е моje. Мислам, ова е кога ќе си најдеш нешто што ти е целта, животот, она намерата и сакаш да и гледаш да га помага на луѓе и го гледаш резултатот е едноставно не можам да не давам секоја 100%. Немам резерва бидејќи тоа што сакам да го правам. Твојот бизнис уствари има и нешто што многу бизниси го немаат, а тоа е дека има, знаеш, твоите цели не се само нели она бројките финансиски, членови и слично, туку има и поблагородни цели, пошто навистина се менуваат животи. Да, ние броиме колку успешни приказни имаме буквално, зашто таа бројка ми е многу побитна него членот. И тоа е за секогаш. Знаеш, членот кој член е 3 месеци може би толку, ама резултатот е доживотен. Да, тоа ти викам, да имаш доживотни членови е, мислам пак не да се фалам, него е јас себе си се. Да, јас сум изненаден. До толку да му смениш на некого животот, да он сака да остане до крај да вежба така со тебе и не само кај нив, него си има десено кај многу луѓе тоа, као доаѓаат и ми викаат јас знам нека ова ќе опременам и вака ќе вежбам до крајот на животот. А и Бен му е тоа целта и тоа го прави. Значи буквално луѓето да ги научат овие алатки на себе и на другите да си помагаат за да до крајот на животот едноставно живеат поубав живот. Зашто да не живееме сите поубав живот. Сега знаеме како е сите кога не боли лекање и без така. Супер, Боки, фала ти уште еднаш. Се гледаме ние по сали, по канцеларии. Да, со вас се гледаме пак по социјал медија. Фала ви дечки и се гледаме во следна епизода. Чао. Откритеа топлината и грижата во дневниот центар на Феникс домовите за стари лица. Придружете се на целосно бесплатен еднонеделен пробен период, каде што вашите најблиски ќе можат да уживаат во активности, грижа и енергична заедница секој работен ден. Од прва рака искусете ја радоста и удобноста што ги обезбедува овој тим од професионалци. Кликнете на линкот за да се регистрирате или јавете се уште денес за да ја почувствувате разликата што ја прават.